Денешната епизода решив да ја најавам од позиција на надпреварувач. Љубопитен сум да видам какво е чувството се застане вака со 5 мина надпреварувачи во очекување на денешниот предизвик на една вака фино опремена станица и да почне да одбројува часовникот. Веќе претпоставувате за што ќе се работи. Јас и моите 5 мина надпреварувачи, што еве ќе искористам можност да ги поздравам, Емилија, Марија, Лука, Дејан и Лидија, ќе водиме битка за Оризот. Денес имам малце трема, али не знам зашто, ама мислам дека нема да ми спрече од денешната емисија. Ми се тресат и раце и нозе, ама вајде додека застанам на станица ќе пројде. Позитивна трема некој. Денешната тема токму така ќе не биде Оризот. Ти имате 45 минути да подготвите две верзии на Ориз. Нормално, на нашата територија не можеме да го избегнеме нашиот кочански Ориз, кој што ќе го подготвуваме во традиционална варијанта или пилав варијанта да наречеме, и никаде без италијанското културно наследство рижотото. Дали си подготвува рижото, Ема? Да. Па супер. Лука, рижото до сега? Изненадно не. Значи, за рижотото сакаме да бидеме многу прецизни, да испочитуваме тоа што италијаните ни го оставиле во наследство. Бараме кремавост, бараме алденте, бараме текстура и нормално вкус и начин на сервирање кој што прилега за рижото. Златко ќе ви даде накратко технички упатства. Имате 45 минути. Имаме судии кои што ќе ве водат низ процесот, кои што се супер искусни во подготовката на Ориз и полека надпреварот може да почнува. Се бориме за 1 милион денари. Поздрав до Макпетрол, поздрав до Витаминка, Халк банка, Фортис, Рамстор, Президент, Камник и Братство. Спонзорите ги испочитувавме, да го испочитуваме и вашето време за надпревар и да победи најдобриот. Малце напорен ден денеска. Малце сум уморна, ама се надам дека ќе испадне нешто добро. Судиското жири денеска добро го познавате, а и они вас добро ве познаваат и го очекуваат најдоброто од вас. Бидејќи они секогаш споделуваат све што знаат, тоа е нашата работа и најсреќни сме кога го правиме тоа, најсреќни сме кога споделуваме знаење со луѓе што сакаат да го примат. Така да внимавајте, не сакам да ги навредиме, а не сакам ниту они да се осетат дека не ви го пренеле добро знаењето. Пред се голем аплауз за Стефан Јаневски. И со нас Златко Таневски повторно. Ресенчанецот, кој што го знае Оризот подобро од кочанчани. Сега, јас би ве прашал уште еднаш. Користете ги двете прашања. Зошто не прашувате? Додека готвите. Имате денес и тефтери, мали тефтерчиња. Направете си мал план, 5 секунди пред да почнете, ставете ги со главна поента што готвите. И следете го планот. Само. Јас не би должел, ми делувате спремно, низок старт, палете печки на 180, полетуваме! Морковче нема. Морковче. Само ова? Уште едно. Това е тоа. Љубовта кон храната ми ја пренесе
нешто има у позадина, некоја генетика упрашање. Имам некој дедо што се занимавал сериозно нешто со. И сега дознавам, читам нешто и мајка, тетка, нешто, баба. Има нешто. Може би имам позитивна трема, ама не ја чувствувам така интензивно. Не преовладува. Кај мене преовладува во моментов чувството да почнеме, да видиме што ќе ни дадат да готвиме, да сготвиме, да победиме и да си идеме дома. Кај рижотото не сакаме никаква боја на кромидот. Пазете кога го готвите. После това. Пази. Емилио? Ова е прво тавче. Така, прво тавчето? Да, не е режот. Добра, го загледав малце кромидот, дека крупничко, ама... Не е режот. Во овие епизоди научив прво како да се организирам. Значи, како да се организирам за да се стигне на време и јадењето да биде нормално, што е најбитно, вкусно, и да биде убаво сервирано, и работната просторија нормално да се стигне да се исчисти, и сето тоа да биде во некоја временска рамка, а при тоа да немам некоја нервоза заради тоа што кога готвиме ние дома,
атмосферата е сосема друга. Ке си пуштиме музика, ке си отвориме чаша вино, или може би нешто така, ке си заиграме, ке си запееме. Меѓутоа, сега друго е кога ќе ве стават во некоја временска рамка, кога треба да се заврши, така да тука малце беше моментот на учење. Ова може да го ставам доле? Ајде. Чекај. Стави сега. До крај. Добро. Пон. Ти го печеш оризот? Ова е тачето, не Да, е ти го ризотото. печеш во печка или на индукција? Да видам како ќе изгледа. Да видам. Пиперките се влаги? Да ги малце ги стави во водичка да Влаги омеса. се? Како дали се? Благи, да. Почна со рижовкото? Да. Ловоров лист? Има нека ловоров лист? Ловоров лист. Нема изгледа повеќе. Имаш само на 100%. Смоте, ловоров лист ќе се најде или нема? Но? Ловоров лист. Веднаш да. Фала ти. Низ епизодите научив дека дека сум тука најкреативен и дека со мојата младост некако ми возможува да се изразувам на различни начини за разлика од другите натпреварувачи. Целиот чафран го стави сега? Да. Ако иде? Ова е тавчето. Со везано пиперче. Да. Да се допаѓа. Пиперче благо. Да се допаѓа. Јас преку готвењето си ги изразувам емоциите и некогаш може тоа да се види дома кога им готвам на моите и кога не сум расположена. И ми викаат, нели ова во уста не се става, нормално дека уште полоше се осеќам, фала ви многу. А кога сум нели среќна и весела и се тоа исто се пренесува преку готвењето. Па не знам, мене ми е тоа некако начин на изразување.
Не можам да следам шеми, не можам да следам рецепти. Кога следам рецепт си почнувам, си продолжувам по нешто. Моје готвам по интуиција, можеби тоа не треба така да се прави, но ете, јас така функционирам. Бело вино стави? Бело вино. Да. Со шафронот го активира со бело. Ако веќе си ставил бело вино, можеш да вршиш. Може. Да, не знам само колку добро го запраши ориз. Тоа ќе иде на крај. Но треба да почнеш. Треба да почнеш, да. Не заборавајте за крај ладен путер и пармезан. Убаво изгледа. Ти оставаш у печка? Мислам не. Нека испари. Полека, нека се крчка, ќе го рендам ова за рижото. Можеш да го покриеш малку. Да, ќе го покрием, да. Фино, прецизна зачина. Денеска очекуваме нешто комплицирано. Како изминуваат емисиите, сакаме се поголеми предизвици, поголеми и се покомплицирани работи. Нешто да научиме. Ние сме сите дојдени тука со некои презнаења, ама кога ни се објаснува шефовите зошто е тоа така сготвено и зошто тоа така треба да се направи, посебни трикови, посебни процедури, многу повеќе учиме и многу поубаво можеме да го направиме. Ја дома си одам и им кажувам дома нови рецепти за истите работи што дома сме ги работеле, пред тоа сме ги правиле многу пати, ама сега е поинтензивно направено, поубаво и вкусовите се многу поизначени. Добро ли ми бе? Бојата не делува како да е со шафран. Знам, ама имам идеја да поправам тоа. Ја гледам идејата, но не ме радува. Пробувај цело Битно ли време. е сол кога се става во рижотото? Најдобро е на крај. Ќе го пробаш, да, дека е пармезанот солен. Може сега малку, но ќе го завршиш на крај. И секогаш пробувај цело време дали е варено ризо. Уште 25 минути. Имате доволно време. Не гледам дека имате спремно тањери за сервирање. Малце само. Извини. Извинете. Ајде. Ти треба два. Дома, искрено, експериментирам со вкусови. Сега, овие последниве неколку емисии што ги имавме овде, се водам на кај солта поише, да ја пуштам рукава, зашто овде вајда сака сол поише. Јас не сум по солта, ама пробувам да го изидначам тоа некако. Да биде солено, а да не биде многу солено. Да нема некоја прашања? Да си ги искористи џокерот? Ја имам.
После ако ставам, веќе ставиш шафрон со бело вино. Веќе ставиш шафрон со бело вино. Добро. Сега после сакам да ставам шафрон со маслиново масло. После на крај, мислам, ќе добруваме бојата што ја сакам. Моментално не. Бојата што ја сакаш, најлесно се добива со тоа што шафранот првично се потоплува во вода, топла вода. И со додавање на таа топла вода, со екстрактот од шафранот, ќе добиеш таа портокалова боја. Да, ти ќе добиеш некоја портокалова боја, но дали е таа точната баш боја што ја посакуваш, ќе се видиш самиот на крај. Така да пробај, нема верувам дека нема да сгрешиш. Мислам дека ќе отидам ставено маслиново масло со шафрон, ама може да оставам бульон. Размисли на крај кој вид на маст ќе сакаш да го ставиш на крајот од готвењето на рижотото, за да се направи емулзија и за да се добие таа кремастост која што се посакува. Највеќе се нервирам кога утнам нешто или кога забравам нешто при готвењето. Особено се нервирам кога отидам во елиминации. Ама, да, ако не утнам ништо, многу сум среќен. Го пробава ли варен? Варен? Варен. Како план за рижото? Па сега ќе почне. Лука? Според план? Нямам поим. Велики. Пилав е според план и готов веќе. Добар, вкусен, варен? Да. На крајот на денот и со добриот и со лошиот резултат сум задоволна за тоа што сум научила нешто и од едното и од другото. Јас сум лично што сака да учи, сака да се гради, да се надградува постојано. И добро ми завршува денот, каков и да е. Не сакаме да го преготвиме оризот. Кога станува збор за рижотото, Стави пут. право рижото треба да биде ал денте. Она што го викаат италијаните да се фаќа на зап. Дел, кога ќе дојде за да ставиш путер, треба да ти биде толку тече. Волку треба да биде тешко. Да. Пробај се на варено ризо. Па мислам дека е варен. Дали може да го поклопам ова? Но? Да го поклопам за рижотото? Или треба вака да откриено да биде? Немаш потреба да го покажеш. На единица доволно? Можеш да си играш, ти ја контролираш кај двојка. Дека не треба да смени бојата, за тоа ми е сега не треба комедот да смени боја, така рекол. Пушти двојка, не треба. Пушти двојка, нека почне да пржи, па ќе намалиш на кеј. Аха, добро. Ти контролираш температура. А путерот кај ни отиде? Долу. Не бе, ено. Ајде така. Дел по дел, извини, може да прашам? Варене? Да. Исечи го на коцки помали, ставаш, мешаш и спреми си пармезан еден ден. А колку да оставам? Но? На путерот, цел да оставам? Да видам? Уште една коцка, 3 коцки. Чакай, вам требаше на ладно. Стави сите 3 и меши. Сега, доколку го загрееш повторно рижотото, ќе почне маснотија ќе се одвои Ке се одвои, да. и нема да добиеме ништо. Пармезан. Ај имате пармезан? Пармезанот, викам, кај? Не, Лука беше. Се е под контрола. Ајде, Лука. Пармезан. Пармезан.
Пармезан. Како иде пармезан? Интересно е дека тоа што ми беше, да речеме, во тоа што сум била најдобра, тука некако сум кикснала, во тоа што никогаш не сум го правила, тука сум била најдобра, така да не знам што да кажем, ето, така, учам работи, полека учам, па сега, ќе видим. Пробај го на вкус. Доколку е сварено, тоа е тоа. Нема. Не заборави да пробаш на вкус. Нема. Ти донесам. Уште 9 минути има, можеш малку да поиграш со аранжирањето. Сега треба да испари виното. Немам бујон. Поле? Балзам и после. О? Балзам и после. Надпреварувачи уште 8 минути. Ајде. Дома готвам секој ден. Јадењето највеќе ми бенесуваат женските и другарите. И само на нив и готвам во суштина. Стави путри пармезан? Да. Вкусно е? ставам пармезан. Варено ризот? Му треба време, што не е моментално на твоја страна, но пробај да направиш све од себе додека се прави ова. Искористи си го времето, можеби за да го сервираш другото јадење, но припазувај го, немој да го оставиш ова во случај да не загори. Дијан задоволен? Средова и станица. Нешто што знам, а применувам техничко, сигурно не сум пробал лук и мајонез, али ништо да воведам и се малце ме гледаат на криво, пошто
не сум имал прилика да научам односи на што иде, колку иде и како иде, него било све од ракав. Па се носело некако добре. Јас во ова шоу се пријавив заради тоа што сите ми ги бендисуваат моите јадења. Имам некоја слаба карика тука со теста и такви работи, меѓутоа што се однесува до јадења, до готвени јадења, тука сум онака апсолутно миленик на семејството. Ја постигна посетувањето да? Ама 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, тањири доле, раце горе. Не можам уште да се одлучам дали ми е денот добар или лош. Ќе видиме. На крај пред да се легнам, ќе соберам се. Ќе видим. Како поминуваат емисиите, како поминуваат деновите, како се редат победите, се поубаво и поубаво. Како поминавте, Злате Стефан? Интересно беше. Изгледот на тренирите добро. Се согласувам целосно. Излеов на тањириве, можам да кажам дека ме радува дека сме на вистински пат, ги прифатија насоките. Имаме сериозни рижота, па и пилавите, да речеме тавите ориз изгледаат исто така и технички и вкусно. Да ги поканиме да ни се придружат и денешните надпреварувачи. Ќе почнеме од Лидија, Лука, Дејан. Ајде најпрво Лидија повели. Прво што имаме во рижотото? Во рижотото има хромит, морковча, вино, путер и зачини, сол, бибер. Бело вино? Бело вино ставив? Има? Да. Добро. Да.
Значи, ова рижото е, да кажеме, без некој определен вкус. Не се определи му дадеш некој карактер. Кари, меѓутоа се предомисли. Да. Добро. Да, и времето Значи, не чисто беше. онака, Времето ми беше заради тоа што заглавите со оризот. доволно. техниката на рижото е делумно запазена. Сега малку време помина и се излади, и тоа го имаме во предвид, бидејќи има доста путер, пармезани, се стега Да, и брзо. пармезанот го заборев. Пилавот? А пилавот го направив на традиционален начин. Патриотски пилав. Патриотски. Да, сува пиперка. Со сува пиперка, блага и Како ги одбирате стално најжолтите овие? Само да ми. Добро, се извинувам. и така. Мислам дека е вкусно. Ќе пробаме, ти Ќе благодариме. Прво се фатив за пилавот, значи тавче ориз, тоа што го викаме. Требаше, исто се мислев дали да го направам на рингла или да го направам да го ставам да се пече во рерна. И се одлучив да го направам на рингла и тука изгубив највеќе време. И после кога дојде ред на пилавот, едноставно нема време ни да го декорирам. Ајде, Лука и Дејан. Прво Лука, повели. За рижотото направив традиционално миланско рижото со шафрон. Не ја добив бојата што ја сакам, но пак сум задоволен. Дали го хидрираше шафрон? Да, го хидрирав шафронот и во бело вино и во булјон. Пилавот, Значи, си ставил или малку, а не ми делува дека малку си ставил. Не, Хидрираше во ладно вино? Требало да се Во изблендира. да, тоа ми беше првата грешка што го ставил вино. Али, тоа е. Во топла вода. Добро. Да, после во топла булјон. Инаку рижото изгледа Солидно. многу добро. Пилавот е со кромин, со лук и со куркума. Можда малце боја си можел на крај, еве, као тука, видиш, едно мало, многу ми се допаѓа ова. Еве, гледаш колку го менја, ова ќе го тргнам, одма е друго. Ова ќе оставам, видиш, овде си ја Баш оно Завршува момент, работата. Помалку е повеќе што ви кажа. И овде си можел чисто само малце боја му дадеш, иначе секоја чест одлично изгледа вака технички, ќе видиме за вкусот. Пилавот? Традиционално кромит, малце лук и куркума. Куркума ми е главниот зачин. Добро, окей. Од рижото сум позадоволен, баш го направив како што треба и како што сакам. А за пилавот малце претерав на куркума, али сепак целата комбинација сервирање и вкус сум релативно задоволен. И за последен од оваа група тројка? Дејан? Дејан. Што имаме тука? Има рижото, направено според техника од вас. Се надевам на вкус добро. Шафран се гледа Шафран тука. со има топла некој- вода, ладен путер. Се леташе на зглоб малце, колку можев. Ја има таа. Има нешто. Се надам дека нешто ни оставивте од шафранот, дека не го потрошите. Не, малце тоа, малце Ама се чудно ми става. е како не сте добиле жолта боја. Кога го, во која фаза го Па во првата искористивте фаза на шафран? бујонот. Бујон, па шафран, Обично Па шафранот и се става старо е, 5 па- минути пред крај во рижотото. Бидејќи ако се готви долго и он знае некој горки ароме да испушти, али мора да биде жолто, али генерално ја супер малце изгледа игра со тоа. него, да, малце со малце вода, оно да, стварно требаше да пушти некоја друга Треба боја, во ама врела добриена баш топла вода. она беше да- топла, Млака топла. може сега, ја Може не и знам. заради тоа, Да. но вака добро Така изгледа. да, Да. кој намести фубаво. А пилавот е ништо кроме луче пропржена оризот со 1:2. Учам од професорот. Добро И изгледа. ставен на 1 пече. према 2, изгледа добро, Да. си го уденал. Ја мислам За и на тој тип сол, на не ориз знам, од прво. сега вака пробав, Тоа ќе мора да Не знам. пробаме. ќе ви кажете Па да ќе видите видим. дека добро готвење е онака. Оркестар ке што мора да го слушаш и оној последниот, знаеш, студира со чинело вака тенке, тоа е солта, знаеш. Кога се фокусираш на техниките се случува. Знам, Правиот се збор е забориш тоа, сол. да, последниот Ќе човек пробаме. може. Ти благодарам. Денеска не видов проблем. Стварно, уживав во прење во ориз. Пак ќе ги пофалам предпоставение меѓу кои судиеве и дичко што беше надлежен за оризов и за рижотото, пелав и рижото, кои што не ги кажа чекорите како да пристапиме кон него и
запазив точно све што треба. Потоа, Емилија може и Марија. Прво Емилија, ајде. Представи ни што имаме тука да пробаме, добро изгледа тајнирот. Ризотото е едноставни вкусови, кромиче, вино, ориз, путер, пармезан и тоа е тоа. Прилог печурки, црвено биверче малце за да направи, не знам, да се шарене. А пилавот е како што го спрема моите баби, и едната и другата, и јас си задржав. Така ми е највкусен и на... Да. Убаво изгледа. Добро. Па не знам што не бев задоволна. Рижото имам правено, но имам правено рижото со интегрален ориз, со бел ориз немам правено. Со интегрален ориз го правам обично со печурки и би требаше малце да го поделам рецептот во главата, тој од овој, што си го, нели? И така. Знаете, Марија не остане. Марија не остана. Така, Марија. Ја рижотото го правев на стандарден начин. Кога го приготвив рижотото, кога беше според мене готово, го поделив на 3 дела. Во едниот дел ставив паста од босилок и брокола. Тоа е традиција. Ова рижото ствари го имам јадено во Италија. Триколори рижото го викаат и го представува италијанското знаме. Во едниот дел има ставено босилок со брокола, во зелениот дел, во белиот дел останува само со пармезан, а црвениот дел се прави со сушени патлижани. По моментов немав сушени патлижани, ставив доматно пире. За да го задржи бар доматниот вкус. А додека оризот не е ориз тавче, си го викаме, пилав не го викаме, у Велес, можеби погрешно. Ориз тавче е верзија на пилав. Можеби. Иначе пилав ќе и во Турција, и во Грција, и цел Блиски исток спрема пилав. Добро. Иначе нашата верзија е ориз тавче. Ориз тавче. Така, Јас си го направив како ние дома што го правиме. Многу ситно сецкан кромит. Јас го правам со многу ситно сеткан кромит, затоа што децата не сакаат да го гледаат, не сакаат да го видат. За да не го гледаат, тоа ја го сецкам ситно многу. Морковите ги рендам, сол, бивер и сето тоа малце пропржен оризот со додаток на бујан и на печење. Па замислата што имав ја содржаше состојки што во моментов ги немавме. Морав да импровизирам и рижотото ми испадна малце потечно. Кога додадов доматно пире наместо сушени патличани, ми испадна малце потечно. Кај шпанците истото паелја од пилав. Сакам да те прашам, што прави доматот, декорацијата? Доматот требаше да биде ружа од домат. Не е изготвена, ама доматот беше премногу цврст и немаше доволно време да се направи ружата и остана само китка. Добро. Што сакам да те прашам? Добро, одлично, оваа епизода баш го постигнува она што сакавме. Целта е да и на гледачите, и на сите што сакаат да научат, да ги одвоиме, да дистинктираат разликата меѓу рижото и тава ориз или пилав, или како сакаш крсти го, тоа е концептот. Да, ете нисто, ние дома кога го припремаме оризот, припремаме и карамелизиран кромит. Уште подобро. Значи, кромитот, кога е карамелизиран, со додаток на лимон на крај, кога ќе го јадеш заедно со оризот, му дава посебен шмек на оризот. Лимонот и оризот даваат многу добра комбинација. Се слагам, ќе пробаме. Океј, благодариме за сите. Тежок предизвик е пред нас. Фатиме за работа. Ја ќе пробам прво од Марија. Ово околу е нека паста граша. Тоа е паста од босилок. Од босилок. Добро изготвено, ама нема сол.
Ова на окус изгледа дека многу добро. Недобро зачуја. Добро. Ајде. Тука си идам. Заврши први локално. Да. Добро. Пробај го. Ајде правиме. Денеска мислам дека дадав моцет поише од себе и задоволен. Во склоп на Ориз, во Ориз не направено у живот, може ништо ова сега инстант модерниот е. Тори подпечиш века поише на моцет. Ајде да пробаме да развиеме самокритичност. Дали сте спремни за тоа? Нека истапат тие што сметаат дека се најслаби во овој предизвик. Да бидат искрени кон себе. Еве, јас сум искрена. Не успеам. Аплауз. Јас и да станам на овој аплауз и ќе ви се поклонам, бидејќи самокритични луѓе, па не сум видел можда 30 години. И ова ќе го поздравам со тоа што добивате награда директно од мене, од Злати и од Стефан. Си одите дома со по едно кјавало од маслиново масло, али усто време одите во елиминациона. Не би коментирал зошто сте најслаби, едноставно верувам дека можете да направите многу подобро. Вашите колеги денеска беа, да кажеме, поспремни, повеќе им беше денот. Ете, од мене толку, продолжуваме понатаму. Па, секогаш сум јас самокритична. Тоа ми е некако почетна точка. Професионалец сум да се најдам мана. И така, од тоа тргнав. Монтажна сум. Криво, навистина ми е криво заради тоа што убаво си правам ја тавче Ориз дома, ама сега ете. Што ми текна да го правам на рингла, не ми е јасно. Ете, тука изгубив многу време и тоа е тоа. Кога станува збор за рижотата, мислам дека може да ги одвоиме кај Дејан и кај Лука. Како најдобри, блиску се тука Ептен, можеби кај Лука малце по изразена автентичноста со тоа рижото миланезе што го викаат со шафран, јак вкус на пармезан, на млечно, на кутар. Пилавот исто така добар кај Лука. Можело повеќе на сол. Сметам дека не е дозачинето, можеби малце претерано со куркума, ама супер концепт. Така, супер. Внимавај на куркумата, кога ќе имаш шанса да одиш во Индија или да патуваш, ќе сватиш дека индиците тие нивни зачини како куркума, како масали, како кориандери, да речеме и така натаму, ги готват многу долго време. Во твој случај куркумава е се уште дива. Дали си ја стел пред крај, знаеш, она се чувствува зрнеста е. Не, И дека е запржено. Може да многу има ставен. Најверојатно. Мислам А во дека секој случај пилавот е супер, само сол повеќе. Сол повеќе, скоро дека воопшто многу да им нема става. сол. Да. многу им стренути остави кога Да. го правиш промет. Многу сум среќен што одам понатака, што не ми се оде пак во елиминација. И сакам да не ни одам веќе во елиминација. Сакам само да идам дали. Мене ми останува коментар за Марија. Тебе ти извоивме како средина. Рижотото, многу воденесто, а и ќе го пробаш минутка да се довари. Малку е оризот недоварен. Пилавот добро сварен, нема сол и доматите се вишок. Фала ти. Благодарам. Може да кажем, иако Лидија се покажа како најслаба, мислам дека пилавот беше доста солиден. Вкусен, стварно ароматичен, мене ми се допадна, но поради слабите перформанси на рижотото, ета, за жал, Да. ќе мора да се оди во елиминација. Пилавот им се допадна на судиите, меѓутоа, рижотото беше некој подпросек. Денеска супер. Поминавме, готвевме убав предизвик и рижото и пилав. Јас сум задоволна, иако не победив денеска, по прв пат. Сум задоволна од комплиментот што ми го даде Лука. Лука беше пресреќен што успеал мене да ме победи и така да тоа е уште поголем комплимент за мене. Значи чим луѓето се надпреваруваат со мене, значи вредам нешто.
Искрено, тешко ми беше, прв правам рижото. Мачно ми беше, ама добро испадна. Може да кажем дека последни 2 мисии што сум учествувал, сметам дека сум најдобар и некако се возам на некое убаво чувство и сум со исчекување за следната предизвик. Се слагам, Стефан, стварно вкусен пилав кај Лидија и кај Ема исто беше вкусен пилавот. Не можам да кажам дека имавме катастрофа во тањирите, напротив. И многу сме сретни што оваа епизода направи една разлика што значи рижото, што значи пилав стил или тава ориз кај нас од домаќинето. И се надеваме дека и на вас оризот веќе нема да ви биде никогаш бариера, дека ќе се чувствувате супериорно кога ќе подготвувате ориз. За гледачите ќе им посакаме да беа со нас денеска и да ги проба овие прекрасни рижота. Се гледаме во следна епизода 180 степени телевизија Телма. Поздрав од нас и од ФД Кулинарското училиште.